أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد. Navistina, blagodarnost mu pripada na Allah Đelle Đelaluhu, od Него бараме опрост за наши греови, Него го славиме и велишаме да не сочува од злото на шејтанот, да не сочува од злото на нашите пакосни души. Сведочиме дека нема друг Бог кој заслужува да му се клањаме, да го обожаваме, да му се подчиниме, освен Allah Đelle Đelaluhu. И сведочиме и тврдиме дека Мухамед саллаллаху алейхи ва селлем е наш пејгамбер, кого Аллах го испрати да биде последен пејгамбер, печат за сите пејгамбери до судниот ден. И потоа. Денеска накратко ќе се задржиме со најнадежниот ајет во Аллахова книга. Денеска луѓето живеат во голем песимизам, во голема разочараност. Денеска и меѓу наши редови муслимани има луѓе кои викаат овој уммет е заостанат уммет. Од муслимани нема никакво добро. Вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем: "Мен кале халака нас фахуа ахлакахум ау ахлакухум." Кој ќе рече дека луѓето пропаднаа и се уништени, тој е најголем пропалица. Или ахлакахум, во две преданија ахлакухум и ахлакахум, или тој е најголем пропалица, или тој самиот си мисли дека се пропалици. Овој уммет е како сонце и месечина. Запамти, овој уммет е како сонце и месечина. На сонцето може да му се случи помрачување и на месечината може да и се случи помрачување. Меѓутоа, тие ќе згаснат кога ќе дојде кијамет. И овој уммет на пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем, овој уммет може да му се случи помрачување. Пад и подем, пораз и победа. Али никој пат нема да исчезне овој уммет. Не поради нас, што сме ние толку вредни за овој дин, туку единствено поради што Аллах дал гаранција до судни ден дека ќе ја чува и брани оваа вера. Исто и месечината може да се помрачи, меѓутоа не згаснува. Ќе згасни кога ќе дојде кијамет. И исламот е таква вера, вечна и трајна до кијамет, додека Аллах Джелле Джелалуху одлучи. Затоа нам ни е потребна надеж. Бидејќи надежта последно умира. Човек колку да греши, ако има надеж во Аллах Джелле Джелалуху, не се предава, не очајува, пошто Аллах Куран вели: "Вала тахину вала тахзану", и немој да губите надеж, и немој да се разочарувате. Антумул алеон, вие ќе бидете водачи, вие ќе бидете први, ин кунтум муъминин, под услов да сте верници. Значи само нам ни е потребна права и вистинска вера, во која ќе се вратиме во Аллах Джелешану. Со вистински иман да се вратиме ке Аллах Джелешану. И тогаш Аллахова победа ќе дојде. Кога го прашал еден шејх,
koji je najnadežan ajet. Znači ajet koji dava nadež, koji ni dava garancija, koja ni dava infuzija da продолжиме, иако имаме сгрешено. Иако грешиме, дури Аллах Джелле Джелалуху и на шейтан му дал надеж. Значи да се надева. И на християни им дава надеж. А тоа ќе видиме подоле во куранските ајети. Најнадежен ајет, значи ајет кој најповеќе дава надеж. Кој ти вели човече не губи надеж. Биди позитивен и тргни. Тоа е Аллаховиот збор. Кул ја ибади аллазина асрафу ала анфусихим. Речи наредба до Мухамед алейхиселам, упатена до секој од нас. О мои робови, види. О мои робови, тоа е чест за нас. Зашто ние сме вистински Аллахови робови. И ние сме вистински Аллахови слуги. Бидејќи тој ни ја посла оваа земја. Тој ни ја направила земја рамна и погодна да живееме на неа. Ни даде сонце, ни даде земја, реки и сите услови. И ние му сме робови на Аллах Джелешану, што ни подари многу бројни благодети. И да бидеш роб на Аллах е најголема чест. Бидејќи оној што е роб на Аллах, све друго ќе му биде роб нему. Ако ти си роб на Аллах, значи слуга на Аллах, све што е друго околу земја ќе ти биде роб тебе. Али ти прво мора да бидеш роб на Аллах Джелешану. Ја и бади, кој кого повикува во живот? Богатиот на сиромавиот или сиромавиот на богатиот? Силниот на слабиот или слабиот на силниот? Кој кого повикува? Секој пат го повикува оној што е сиромав на богат. Слабиот бара помош од посилниот. Секој пат повик доаѓа од оној што е доле. Ама Аллах Джелле Джелалуху од милост кон нас не повикува. Аллазина асрафу ала анфусихим. О, вие кои сте се огрешиле. Асраф, исраф. Вие знаете што е исраф или мастраф. Што е? Кога човек ќе претера во нешто. Кулу вашрабу ва ла тусрифу. Јадете, пијте, ама немој да претерувате. Инна Аллаха ла юхиббул мусрифин. Бидејќи Аллах не ги сака оние кои претеруваат. Е, човек кога ќе претера? Човек претерува штом падне во греф. Штом излезе од Аллахов патоказ, тоа прави греф. Ние сме се огрешиле. И вели Аллах продолжува, вели ла такнату мин рахметилlah. Немој да губите надеж во Аллахова милост. Немој да губите надеж во Аллахова милост. Дојде човек стар, кој го пренесува имам Ахмед. Вика човек кому косата му побелела, вежите му паднале над очи. Неговиот арбет се искривил. Искривен, стар, изнемоштен. И му рече, ја Расул Аллах, инне ли гадарати во феджарати кесира. Че Боже пенгамере, јас имам направено многу изневерувања и многу грешни дела, многу лоши постапки. Дали за мене има покаяние? Дали за мене има помилување? Дали за мене има амнестија? Пегамбер саллаху алейхи ва саллем рече: "Аташхата ла илаха иллаллах." Дали сведочиш дека нема друг Бог кој заслужува да му се кланяш освен Аллах? Да. Дали сведочиш? Да. Му рече: "Оди си. Во фаджарати, во гадарати." Аллах ќе да ги прости и твоите изневерувања и твоите греови, ако се покаеш кај Аллах Джелешану искрено и се вратиш на неговиот патоказ. Затоа надеж во Аллахова милост мора да има човек. И во секоја работа, и во животни искушенија, човек мора да има надеж. Ибн Аббас вели, овој курански ајет е објавен, дојдоа луѓе кај пегамбера саллаллаху алейхи ва саллем и му рекоа: "Ја Расул Аллах, оваа вера е многу добра. Има многу корисни, позитивни работи. Меѓутоа ние правевме ширк на Аллах. Ние правевме блуд. Ние убивавме. Дали после сите овие работи, ако ние се покаеме и се вратиме, дали за нас има
amnestija? Da li za nas ima pomiluvanje? Da li za nas ima taube? I pejgamber sallallahu alejhi ve sellem zamolče. Sve dodeka Allah dželle dželaluhu je objavio ove kuranski ajeti i u sura Furkan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك الكافامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Znači koji pravile greovi, međutim na kraj se pokajale iskreno i se popravile. Da što Allah u Kur'an veli dve raboti. Illa allazina tabu wa aslahu. Oni koji će se pokaje i će se popravi. Ne neko će pokaje, ne pije alkohol, ama ne se poprava. Ne pravi dobro djelo. Znači mora pokajanje, a istovremeno sa što? So popravanje na tvoja situacija. La taknetu mi rahmetillah. Nemoj da gubiš nadež v Allahova milost. Veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. Koga se objavi ovaj ajet, pejgamber sallallahu alejhi ve sellem reče: "Wallahi inna hadhihi al-aya la habbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Reče ovaj ajet je posakan vo moja duša od sve što je na ovoj dunjavuk. Ovaj ajet. Što dava nadež. Kakav nadež? Gdje kad čovjek si zgrešio. Lau lam tuznibu, la zahab Allahu bikum. Ako vi ne grešite, ako nije ne grešime, Allah će donese drug narod koji greši. Ali koji će biti svjestan za greška, koji će priznava greška i koji će bara tujbe i koji će bara pokajanje, kaj Allah dželle dželaluhu. Znači, zato inna Allah yakfuru dhunube džemija, Allah će gi prosti site grovi ako čovjek pobara tujbe, ako čovjek pobara pokajanje, kaj Allah dželle dželaluhu. Zamislim, evreji hrišćani, koje Allah dželle dželaluhu go opiša so pogrdni svojstva. Mu pripiša druga. Mu napravija deka Allah enne lillahi il-benat, deka Allah ima čerki. I Allah dželle dželaluhu i pokri svi to ovi raboti. Što go crnuvat Allah, Allah veli afala yatubuna ila Allahi wastaghfirune. Zašto ne se pokajate ka Allah i zašto ne barate proška? Kul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. I reći im na tije nevernici, ako prekinete i se upatite na Allahov din, yughfar lahum ma qad salaf, će bude prostorno ono što je bilo porano. Ovi ajeti, ne sad kad da ni damat magla nam, da neko shvati ja se pravam što je bilo u život. Na kraj će se pokajam i gotovo. Ne. Mora čovjeku da shvaća istinata kako što je. Ne kako tebe što ti pasira, ili mene. Kako što pišva i kako što bara Allah dželle dželaluhu od tebe. Zamisli, oni koji gi ubiva Allahovi prijatelji, ashabul uhdud, one koji zapalija rovovi su ogan i gi frla vernici. Allah veli, inna allazina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam. Oni koji fatanu, ulema veli, oni koji gi ubiva vernicite i verničkite, thumma lam yatubu. Međutim, ne se pokaja. Ako se pokaja, ima Allahova milost, ima Allahov rahmet. Zato Allah dželešanu mnogo kuranski ajeti. Allah dželešanu opišan inna Allah gafuru rahim. Na vistina Allah je prostuvač i Allah je milostiv. Međutim, za koga je prostuvač? Za koga je Allah milostiv? Za ono što bara oprost. Za koga je milostiv? Za ono što bara milost. Zato mora čovjek da se pokaja i mora da se vrati ke Allah dželle dželaluhu. Mu nema drugo čare. Mu nema drug izbor osim da se vrati ke Allah dželešanu. Mi je svi da će se vratiti ke Allah. Samo daj da se vratimo do da smo živi. Ima li neko od nas što nema da bude ponesen na ramena? Ima li neko od nas što nema da umre i što nema da bude zakopan u zemlja? Svi da će biti me vratiti ke Allah, odnosno u grobišta i ke Allah. Međutim, blazen na onoj koji se vrati do da je živ. Blazen onoj koji se vrati do da je svesen, do da je mlad, do da ima vreme. Pred da dojde moment en tekule nefsun ja hasreta, koja će dojde den čovjek koja će se psuje sam sebe. Koja čovjek će se kolni sam sebe, će proklet da bidam. Ja hasreta ma farratu fi džembila. Kako ne bi iskoristiv ona što Allah mi go ponudi? Imaše 2 nedelje, 3 nedelje odmor. Da li je posjeti familija? Da li posjeti prijatelji? Da li go iskoristi to vreme vo ibade na Allah dželešanu
ili koji den, utro večer u restorani, po gosti, nije da to je lošo. To je normalna rabota. Međutim, mora čovjek da imamo život prioritet. Što je prioritet? Što je najglavnimo život? Najglavnimo život je da mu robuješ na Allah i da praviš dobročinstvo. Kon bliski, kon familija, kon komši, kon prijatelji, kon rodbina i tako natamo. Zato će dojde dan, će rečeš, ja hasrata, ma farratu fi džambillah. Teško mene, kakvi prilike imam, kakvi šansi, farratu, a ja gi prepuštiv. Wa in kuntu lemine sahirin. Evo takule, leo enna Allah dana, ja kuntu mine muttakin. I čovjek će reće, ako Allah mu upateše, ja se bef upaten. Veli, Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, vika na sudnji den, Allah dželle dželaluhu, na onoj koji je ovo džehennem, će mu go pokaže mjesto ovo džennet. Će mu reći, o čoveče, ti beše mjesto ovo džennet, ama ti praviš loši djela. I vidi se ga što si prepuštil. I to čovjek od ište poveće ono što je ovo džehennem, ne'udhu billah, to je ište poveće njegovata žalost i njegovata gorčina će mu se zgolemi. Dodeka na džennetlijata, Allah dželle dželaluhu će mu reći, o džennetlijat, dojdi da ti go pokažem tvoje to mjesto ovo džehennem. Ovo je tvoje mjesto ovo džehennem. Ako praviš loši djela, ovdje kad će beše. Ama ti zasluženije na Allahova milost, na tvojite dobri djela, сега si u džennet. I toga čovjek od ušte poveće će mu se zgolemi njegovata radost i njegovata blagoslovstvo i ovo džennet. Ovo život je jedan, pa neka bude za Allah dželle šanuhu. Ovo život je jedna prilika. Nemoj da rečeš koji se vratil. Ima primjeri koji se vratile. Samo čovjek neki znajti i neki čita. Zato čovjek od neka se posveti i neka go iskoristi ovo vreme. Pokaj se, do neka ima vreme za kajanje. Pošto čovjek od, veli Ibn Qayyim al-Jauzi, čovjek od navistine je opijanet so bogatstvo i so dunja. Navistina čovjek od opijanet so bogatstvo i so dunja. A će se razbudi vo teminata grobot. Znači, kada čovjek će legne u grob, ko će bude zakopan, toga će se osvesti, a već čekaj dunjava, čekaj ovaj svet, bil navistina ništa. Zato mi smo ummet na Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. Ummet koji ima nadeš, koji ima hajr. Mi smo u tunel ima temnina, ali pak na kraju to tunela dođe svetlina. Nije sme tije koji će zabrzame ta svetlina. Nije sme tije koji će go beleme obrazot na ovoj din na Allah Đelešanu. Zato Allah Đelešanu go molime sa njegovi ubavi imenja i sovršeni svojstva da ne okiti so dobri svojstva. Da ne napravi to nije koji će praviti dobri dela. Onije koji će izbegnuvat loši dela. Onije koji će sakat vernisite. Koji će sakat dobrite robovi na Allah Đelle Đelaluhu. Onije koji će sakat dobri dela so koji će se približati ke Allah Đelle Đelaluhu. Wa sallallahu sidna Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.